Добар ден, почитувани слушатели. Добре дојдовте на часот каде ќе изслушнете новите колумни од форумот Котле, пишувани од Владимир Костовски и Јордан Петровски во име на Комитетот за демократизација на Република Македонија. Пред да почнеме со читањето на колумните, еден голем поздрав до собственикот на Радио Интерлинден, Тончо Ангеловски, и да му пожелиме среќен роден ден со многу желби и успех во понатамошната работа. Спасители, ама чии, пишува Јордан Петровски. Никој нема право да преговара за моето име, гласи слоганот на ММДЧП од Канада. Многу убав слоган и што е најважно со патриотски тон. Но кога ќе се гребне малку подлабоко за да се видат активностите на носителот на идејата, веднаш се доведува во прашање добронамерноста и вистинитоста во наводната загриженост за Македонија и македонците од страна на носителот на идејата, Македонското меѓународно движење за човекови права. ММДЧП е Комитет за заштита на човековите права на македонците во светот, основан од македонски канаѓани. Тој комитет, по името што го носи, треба да се грижи за човековите права на македонците било каде во светот. Но судејќи по нивната работа, односно по земјите за кои водат случаи, произлегува дека македонци има само во Албанија, Бугарија и Грција, но македонци во Република Македонија нема. На таков заклучок не води сознанието дека ММДЧП во овие изминати 20 години ниту еднаш не реагираше за кршењето на човековите права на македонците во Република Македонија. А дал Господ, комунистичката власт во Република Македонија беше и е далеку по-недемократска кон македонците од властите на Албанија, Бугарија и Грција заедно. За тоа доволно говорат аферите Дувло, Сина птица, правилникот за работа на СДБ 10/92, донесени во октомври 1992 година, со која се овозможува прогон на политички и идеолошки неистомисленици на комунистичката власт во Република Македонија. Правилник врз основа на што се отворени илјадници досиеа. Прогласот "Никој нема право да преговара за моето име" наводно го напишале млади, образувани луѓе. Луѓе родени и израснати тука во Канада. Луѓе кои треба да знаат што е демократија и како треба да функционира правната и демократска држава, бидејќи од Канада подобар пример како држава на демократијата се сомневам дека има на земјината топка. Тие млади луѓе треба првин да побараат демократизација и декомунизација на Република Македонија. Наспроти тоа, чудна е нивната пасивност кон пораката која беше упатена од министерот за имиграција на Канада, кога на прославата на 50 годишнината на организацијата Обединети македонци, јасно и гласно изјави дека Канада секогаш имала разбирање за македонците кои барале спасение и азил од комунистичкиот режим во Македонија. Да ги подсетам умладинциве од комитетот дека последниот азил од канадските власти на државјани на Република Македонија е одобрен во 2005 година. Во прогласот останаа и без да понудат решение со кое Македонија на легитимен начин ќе ги прекине преговорите. Прекинот кој Македонија ќе поентира и ќе добие нескриени симпатии и поддршка од најважните играчи во светската дипломатска политика, прекин на преговори прифатен од САД, Канада и земјите на ЕУ. Ниедна влада од овие држави нема да поддржи неаргументиран прекин на преговорите. Аргументите кои се наведуваат на плакатот на ММДЧП се добро познати и тие на дело не вродија плод. Овој свет тука, САД, Канада, Австралија и ЕУ, се ригидни и бараат валидност, а аргументите на ММДЧП се невалидни, неважни и неупотребливи како аргументи кои се употребувани досега во борбата за зачувување на името.
Вториот носител на иницијативата за прекид на преговорите е Ѓорѓи Атанасовски со неговата партија Македонска алијанса. И за овој човек, како и за ММДЧП, нема македонци во Република Македонија. И тој води грижа само за македонците во Мала Преспа и во Пиринска Македонија, и тоа строго само за симпатизерите на ОМО. Во неговиот весник Македонско сонце, кој излегуваше доскоро, многу тешко ќе се сретнеше статија за кршењето на човековите права на македонците од Република Македонија, а пак да се сретне надпис за прогонот на симпатизерите и членовите на ВМРО ДПМНЕ беше непоимливо. Кога кон сето ова ќе се додаде дека весникот не штетеше простор кој му беше отстапуван на Иван Бабановски, Ице Бабан, сега веќе пензиониран професор на Факултетот за безбедност, познат по својата одданост на Белград, која ја докажуваше со безмилосен прогон и физички и психички малтретирање на дејците на ВМРО и македонската кауза од после војната до денешни денови. На неговата листа на трофеи се вбројуваат основачите на ВМРО Правда, Дане Поповски, Костадин Смичковски, заедно со Ѓорѓи Доцев, Костадин Диневски, Панде Ефтимов, луѓето кои останаа верни до 1990 година на ВМРО Правда и со основање на ДПМНЕ да го пренесат континуитетот на ВМРО и да ја створат денешната ВМРО ДПМНЕ. Јас, Јордан Петровски и уште многу други сме трофеи на Бабанот во самостојна и независна Македонија. Неговите анти-НАТО и антиевропски ставови, преточени во книги, беа омилени теми кои ги пренесуваше Македонско сонце. Работите стануваат се појасни кога на овој двоец од Северна Америка ќе му се додаде и Љубомир Цуцуловски, лекторот и менторот на Високото политичко училиште во Кумровец и еден од главните промотори на УјДИ, Удружена Југословенска демократска иницијатива. Тој сега прави салто мортале и од осведочен антивмровец застанува како прв бранител на политиката на Груевски, политика на Груевото српско ВМРО ДПМНЕ, политика за божемно зачувување на името, а всашност политика за стопирање на демократските процеси и изолација на Република Македонија. Кога ова ќе се прочита и протолкува, сите надежи дека ќе успееме да го сочуваме името со преговори се распрскуваат како меур од сапуница. Единствено решение по нас е враќање на состојбите со името на ниво на кое беа пред приемот во ООН под референцата ПЈРМ. Референца која требаше да трае само 2 месеци, но бидејќи поминаа 100 и кусур пати по 2 месеци, ПЈРМ веќе не е референца, туку е име. Значи, за прекинот на преговорите да биде прифатен од САД, ЕУ и останатите држави, треба да докажеме дека тие одлуки на македонските власти биле нелегитимни и против волјата на македонците. Од ова полесно нешто нема. Единствено што треба да сториме како македонци е да избереме македонска власт која ќе се бори со тоа. Зошто велиме дека овој потфат е многу лесно изводли? Заради следново. Во 1991 председателот Киро Глигоров, кој не беше избран на демократски општонародни избори, неуставно одби да и даде мандат на партијата со најголем број на пратеници во собранието, кои пак беа избрани од народот на општи парламентарни избори. Составот и изборот на првата експертска влада беше под диктат на Белград. Затоа има пишани сведочења на директни учесници како Стојан Андов, Петар Гошев и други. Изборот на втората влада е исто така противуставен, а во целата игра се вклучува и Уставниот суд со еден бисер од комунистичко толкување на Уставниот закон
и вели дека член 10 е чисто декларативна одредба. Изборите 1994 година се бојкотирани заради изборните кражби, па составот на парламентот и владата од 1994 до 1998 е исто така нелегитимен. Докаде биле подготвени да одат Глигоров, Црвенковски и Андов, во нивната цел се за зграбчување на власта и спроведување на антимакедонска политика, најубаво зборуваат снајперистите на скопските покриви, војската во собранието со наполнето оружје на готов да пука, а предводена од денешниот градоначалник на Генерал-штабот на Република Македонија, Мирослав Стојановски, за време на протестниот митинг кој им следуваше на фалсификуваните избори 94-та. Дека нашите контакти, а со тоа и нашите видувања и сугестии, не се само гола реторика, најубаво знае премиерот Груевски, бидејќи ние сме врската која му ја овозможи минатогодишната официјална посета во Канада. Групацијата на ветерани дисиденти за идните избори во Македонија веќе договори средби со административците на неколку држави за партијата или пак граѓанското здружение кое ќе ги прифати нашите принципи. Ние нема да учествуваме во власта, бидејќи сепак носители на власта треба да се луѓе кои живееле и живеат со секојдневните проблеми. Ние ќе пружаме помош за подобрување на соработката и контактите на Македонија со државите во кои ние живееме. Групација на ветерани дисиденти. Јордан Петровски. За повеќе информации за нашиот комитет, посетете го нашиот вебсайт cd-macedonia.com, односно cd-macedonia.com, каде што ќе можете да прочитате повеќе за нас, а исто така и да оставите ваша донација. Понатаму, можете да не следите на интернет порталот kotle.ca, kotle.ca, или на Facebook, на профилот Групација дисиденти. До следното слушање, бидете поздравени наши сонародници македонци.